Едноставно, човек кој што е богат длабоко во себе духовно и кој што чита и кој што инвестира во своето знаење и широк поглед на животот и вредности и да се направи себе си една комплетна личност од секој агол, верувајте ми, никогаш нема да дојде до тој момент да сака да вбризга во себе некои дополнителни вештачки детали кои што ќе го прават некаков за да биде идеален во очите на другите, затоа што реално нема да има таква потреба. Ќе знае дека живее за самиот себе и за своето животно воздигнување, а не за да се покаже пред другите луѓе. Значи сите во ред да се, јас ја обожавам естетата, ја обожавам убавината, тоа е дел од постоењето на Бога. Јас сакам да се облечам, да се средам, да се нашминкам и да изгледам уникатно. Тоа е дел од мојата природа. Меѓутоа, никогаш нема да видите кај мене момент каде што јас нешто ќе наметнувам на себе вештачки, само за да се докажам пред другите. Ево го давам како мал мој пример, чисто за да ви направам една паралела, како е да се размислува од еден друг агол, значи за себе, да се воздигнам јас самата пред себе, да се видам убава, а не да се докажувам пред другите. Целото тоа наметнување на совршен изглед е внатрешна празнина. Значи, внатрешна празнина, која што вели, ти не вредиш доволно ваква каква што си, оди, работи, прави пари, работи за некој материјалист, за да можеш да си ги дозволиш тие големи пари, да можеш да се инвестираш во вакви луксузни третмани, кои што пак чинат 150-200 евра од еден третман, замислете, и тоа е едно моментално задоволство кое што човекот го добива во првите саат, време, недела, месец, 3, меѓутоа сето тоа го губи ефектот по неколку месеци. Целата таа инвестиција на пари, која што ја дава во тие услуги и третмани, него го прави роб на нешто што реално нема долготраен ефект и бенефит. А кои се последиците ќе се задржиме малку на крајот од видеото. Значи јас направив едно убаво истражување во кое што ќе ги видиме сите агли на овие современи салони и естетски медицински третмани, масажи, филери, ботокси, значи се она што е наметнато преку маркетингот и кога сме веќе кај тоа. Тоа се едни луѓе кои што пробале да најдат еден брз начин на правење пари. Во целата суштина и психологија на сето тоа има порив за правење пари и материјално. Повторно се навраќаме на кругот на материјалното